Добра вечер. 22 јули 2026 започнува дневникот на КТВ. Председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Чорамов, заедно со стручните служби од локалната самоуправа изврши увид на терен на улицата Шишка, каде што успешно завршија градежните активности за целосна реконструкција на еден крак од улицата. Се наоѓаме во летниот период каде што има прилично голема експанзија на градежните активности во општина Кавадарци и реализирање на програмите кои беа за 2026 година. Едена од тие програми беше и ревитализација комплетна на еден крак од улицата Шишка. Се наоѓаме на место каде што се наоѓаат повеќе индустријски објекти и индустријски капацитети кои привлекуваат поголем број на лица за користење на овој крак на улицата Шишка. Тука се изврши потек од 1000 метри, каде што претходно имаше комплетно вадење на претходниот асфалт, комплетно војдување на нова атмосферска канализација, атмосферска решетка од 120 метра во долниот дел и наново асфалтирање на истиот крак од улицата Шишка. И со ова се овозможи да овој дел од прилично прометен крак од улица Шишка да нашите сограѓани го користат во едни подобри услови. Така да сите краци кои гравитираат кон улица Шишка се трудиме да ги ревитализираме и да ги подобриме во однос на користење на нашите сограѓани. Пред се, тука би го спомнал делот кој го бараат жителите во населба Глишич, што е кружниот тек на почетокот од улица Шишка од населба Глишич. Како што знаете, со Министерството за транспорт и врски преку ЈПДП се изврши комплетна ревитализација на улица Шишка, каде што таа се прошири во 3 ленти и со ревитализација на овие 3 краци и паралелниот крак, тоа е улицата 20 булеварот 25 мај, паралелен со Шишка, се овозможи овој дел од третиот крак од излезот на и влезот на општина Кавадарци, тоа е улица Шишка, тоа е Западен булевар и тоа е делот од влезот према Росоман, да трите краци од влезовите и излезите на општина Кавадарци добијат во изминатите 5 години сега уште поголем проширување за уште подобар влез и излез на општина Кавадарци. Така да и во наредниот период ќе овозможиме да овие краци се ревитализираат било во кој дел од трите главни булевари на влезовите и излезите во општина Кавадарци. Воедно би апелирал да нашите жители во наредниот период го користат преку нивните месни заедници се што е потребно да во тековната програма за 27 година биде ставено во нивните потреби за нивните урбани и месни средини. Моментално во Советот на општина Кавадарци ги формираме тие месни и урбани и селски заедници кои ќе овозможат во наредниот период програмата 27 година, градежната програма, да се ревитализира токму на нивно барање. Една голема благодарност до градоначалникот Митко Јанчев, до Советот на општина Кавадарци, кои катадневно и секојдневно се во комуникација со жителите и овие програми и овие потреби излегуваат токму од нив. Во тоа темпо ќе продолжиме и во креирање на градежната програма за 2027 година. Благодарност до сите чинители и се надевам дека овој крак од улица Шишка и текако ќе биде за значение за нивните потреби и нивните барања, пред се за подобро втасување до нивните работни места и нормално сите жители, бидејќи задно згујаме и Стокомак кој прибира поголем дел од жителите кои пазаруваат и доаѓаат на овој дел од улицата Шишка. По невремето што вчера попладне го зафати Кавадарци, беше проследено со силен ветер, веднаш беа активирани сите надлежни служби за брзо санирање на последиците и обезбедување безбедно и непречено функционирање на градот. Информира од локалната самоуправа дека јавното претпријатие Комуналец на терен имаше ангажирано повеќе од 30 вработени од различни оделенија. Паралелно, територијалната противпожарна единица интервенираше со 2 екипи од вкупно 10 пожарникари и командир, додека екипите на ЕВН беа постојано на терен и работеа на отстранување на дефектите и нормализирање на снабдувањето со електрична енергија. Интервенирано беше на 8 целосно паднати дрвја, а беше одговорено и на повеќе од 30 пријави од граѓани за скршени гранки. Истовремено се спроведуваше вонредно пометување на улиците од прва и втора категорија, како
како и вонредно собирање на отпад низ целиот град. Територијалната противпожарна единица во рок од 1 час успешно интервенираше на 2 пожари и 4 технички интервенции предизвикани од невремето, се вели во информацијата од локалната самоуправа. Водата од Тиквешкото езеро на мерните места Брана и Пумпа е безбедна за капење и за рекреација, покажуваат најновите лабораториски анализи спроведени согласно важечките регулативи. Според микробиолошките индикатори, водата на двете локации е оценета со одлична класа. Мерно место Брана забележано е отстапување кај заситеноста со кислород, што припаѓа на 4-та класа, како и кај нивото на амонијак, нитрити и матичност 3-та класа. Сите останати параметри се во рамки на висока 1-ва и 2-ра класа. Мерно место Пумпа подеднакво со добри резултати со отстапување во 4-та класа за заситеност со кислород и матност и 3-та класа за амонијак и нитрити. И покрај благите физичко-хемиски отстапувања од стандардната 2-ра класа, стручното мислење потврдува дека овие параметри не се одразуваат штетно врз здравието на луѓето и водата е целосно безбедна за рекреативци и капачи. Утре со почеток во 12 часот официјално ќе биде пуштен во работа реконструираниот градски базен во Кавадарци. На официјалниот настан ќе присуствува и премиерот Христијан Мицковски. Општина Кавадарци денес ги потпиша договорите со граѓанските организации од стратешката област развој на вински туризам за реализација на активностите предвидени во нивните годишни програми за оваа година. Поддршката на винскиот туризам представува една од стратешките определби на општина Кавадарци, имајќи ја во предвид важноста на лозарството и винарството за локалниот економски развој и препознатливоста на Тиквешкиот регион. Со реализацијата на планираните активности ќе се поттикне развојот на винскиот туризам, ќе се промовираат винската култура, традицијата и локалните производи, како и ќе се зајакне соработката помеѓу локалната самоуправа и граѓанските организации во насока на создавање нови можности за развој и промоција на општината, нагласуваат во информацијата од локалната самоуправа. Продолжуваме со дневникот, следуваат останатите содржини, младите ја напуштаат Македонија бидејќи не сакаат да живеат во Латасовата Македонија. Порака од СДСМ на денешната пресконференција. Младите масовно ја напуштаат Македонија. Не сакаат да живеат во земја во која нема перспектива, систем, добра работа, во која немаат иднина. Не сакаат да бидат дел од иднина, каква што Драган Павловиќ Латас и Мицковски ја кројат за нив. Латас, човекот кој со децении работи за странски служби, денеска слободно ја води највелканата пропаганда во земјата. Неговото семејство е со обезбедена европска иднина, бугарски пасоши, додека на младите им продава дека Македонија треба да биде слепо црево на Балканот и Европа. Со парите на граѓаните, прво преку Груевски и Мијалков, а сега директно преку Мицковски, Латас се богати. Имот, пари. Во исто време, Мицковски на суд ги ослободува Латас и Груевски, им враќа имот стекнат со криминал и ја штити целата своја криминална организација ВМРО ОКЗ. Ова е Македонија што ја нудат Мицковски и Латас, додека Латас ужива во парите на граѓаните, а Мицковски носи часовници од по 65.000 евра, обичните граѓани крпат крај со крај. Работниците не добиваат зголемување на минималната плата, земјоделците тонат во проблеми, а граѓаните се трујат со вода, затоа што институциите не ја вршат својата работа. Се е сведено на тендери. Деновите поминуваат од тендер до тендер, а задолжувањата паѓаат на грбот на идните генерации. Во Македонија на Мицковски и Латас, само тесниот круг на елита, дел од ВМРО, некои независни новинари и по некоја Ивона живеат како холивудски звезди. Сите останати или сонуваат за подобар живот, или го бараат во странство. Младите не сакаат да живеат во Латасова Македонија. Не сакаат да живеат во земја каде криминалците и медиумските манипулатори се заштитени, а обичниот граѓанин е оставен на себе. Но оваа Македонија не е нивна. Народот ќе победи. Власта ќе се врати во рацете на граѓаните, ќе победи вистината и правдата.
Владата спроведува конкретни политики за младите, социјалните работници и семејствата преку реформи што носат долгорочни добивки, прес конференција на владеачката ВМРО-ДПМН. Почитувани, покрај унапредувањето на системот за социјална заштита, владата продолжува со спроведување мерки насочени кон подобрување на условите за работа на вработените, поддршка на младите и креирање на долгорочни политики за демографски развој. Потпишан е нов колективен договор со кој платите на вработените во центрите за социјална работа во земјава се зголемени за 20%. Со ова се вреднува трудот на стручните лица кои секојдневно обезбедуваат поддршка за граѓаните и создаваат подобри услови за нивна професионална работа. Донесен е и националниот план за управување со Европската младинска картичка за периодот 2026-2028 година. Во текст се активности за објавување јавен повик за доставување предлог проекти за имплементација на Европската младинска картичка преку доделување грант средства согласно утврдените критериуми и процедури. Целта на ова е избор на оператор, односно организација која ќе биде надлежна за спроведување развој, одржливо управување со системот на Европската младинска картичка, со што на младите ќе им се овозможи полесен пристап до бројни поволности, услуги и можности во земјата и во Европа. Исто така, во соработка со UNFPI започнат е процесот на подготовка на национална стратегија за демографски развој и отпорност. Стратегијата ќе биде основа за креирање политики што ќе ги поттикнат повратните миграции, ќе обезбедат поголема поддршка за семејствата и ќе придонесат кон ублажување на негативните демографски трендови преку инвестиции во човечкиот капитал и рамномерен локален развој. Почитувани, овие мерки се дел од пошироката определба на владата за создавање современи, одржливи и инклузивни политики што ќе ги подобрат можностите за младите, ќе ги зајакнат институциите и ќе придонесат за долгорочен општествен и економски развој на државата. СДСМ бара оставки за здравствениот дебакл во Гостивар од министерот Клековски, Андоновска, Миланов. Во Гостивар се случи масовно труење на граѓаните. Институциите, системот целосно потврлија во заштита на здравјето на луѓето и затоа мора да има и кривична и политичка одговорност. Граѓаните мора да ја знаат целата вистина, да знаат што се случило, зошто труењето не се спречило, каде затаиле институциите, зошто нивното здравје беше загрозено. Сите здравствени институции потврлиле, тоа е факт. Загадувањето на водата започнало уште на 25 јуни. Значи, 22 дена гостиварчани пиеле загадена вода, а никој не превзел ништо. Зошто Центарот за јавно здравје не вршел редовни анализи на водата? Првите случаи, првите пациенти биле забележени на 13 јули. Од тогаш по 200 граѓани дневно се пријавувале секој ден. Зошто кога бројот на пациенти почнал нагло да расте, никој навреме не ја истражил причината? Првите детални препораки на здравствените власти се издадени дури на 18 јули од Институтот за јавно здравје. Значи, 5 дена после тоа. Дополнително, само 3 дена пред да се открие дека луѓето од Гостивар пиеле контаминирана вода, Центарот за јавно здравје доставил извештај дека водата може да се пие. Наместо брза реакција, итна координација, објавување на резултатите од водата и менаџирање, се случи хаос и целосен институционален колапс. И наместо здравствените власти да побараат испитување на водата и веднаш да превземат мерки, тоа го прави по допрен глас јавното обвинителство. Така анализите на водата не се објавуваат. Обвинителството се повикува на тајност на истрагата, лекарите и граѓаните не знаат што се случува и со што се соочуваат, се кријат информации кои мора да се знаат.
Квалитетот на водата за пиење, основното човеково право, не е доверлива информација, ниту истражна тајна. Тоа е прашање од највисок јавен интерес и секој граѓанин има право на време да знае дали водата што ја користи е безбедна. Навременото предупредување и забраната за користење на водата поради утврдените микробиолошки отстапувања во ниту еден момент немаше да ја загрозат истрагата. Напротив, ќе придонесува за заштита на здравието на граѓаните. Но, институциите одбраа да тактизираат, а здравствените власти, тие кои треба да се грижат за здравието на граѓаните, молчеа. Цената на тоа молчење беше дополнително ширење на епидемијата. Денес повеќе од 3000 граѓани се регистрирани со симптоми на труење и уште многу кои се лекуваат дома. Затоа бараме да се утврди целиот синџир на одговорност од локалните институции до Министерството за здравство. Бараме политичка одговорност, итни оставки од министерот за здравство Сашо Клековски, директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов, одговорните на локалните центри за јавно здравје и од сите одговорни лица кои со своето непостапување, доцнење или прикривање допринесоа оваа епидемија да добие размери какви што денес гледаме. Јавното здравје е над секој поединец. Здравјето на граѓаните е над секоја процедура. Одговорност мора да има. СДС, Левица и ДУИ секоја можност за договори ја претвораат во нов политички конфликт, рече на пресконференција портпаролот на ВМРО-ДПМН Валентин Манасиевски. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ уште еднаш покажаа дека секоја можност за договор ја претвораат во нов политички конфликт. Наместо да придонесат за донесување на новиот изборен законник, кој беше резултат на повеќе месечни разговори и усогласувања, тие одлучија повторно да создадат политичка криза таму каде што имаше простор за консензус. Иако им прифативме се што побараа, а тие барања за волја на вистината немаа никаква врска со суштината, тие потоа не го потпишаа законот кој повеќе им одговараше на нив отколку на ВМРО-ДПМН. За Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ, очигледно е поважно да произведат политички конфликт отколку да придонесат за решението што е во интерес на државата. Создаваат алиби за поразот на следните избори, а дополнително се обидуваат кога имаат можност да го намалат успехот на Македонија во делот на реформската агенда. ВМРО-ДПМН ќе продолжи да работи во интерес на граѓаните и државата без разлика на обидите на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ, секој процес да го претворат во политичка пресметка. Ви благодарам. Во дневникот следува информација и од спортот. Веднаш откако Кошаркарската федерација на Македонија го објави списокот на екипи кои не добиле лиценца за играње во елитата, стигне информација од АБА-2 лигата, во која Македонија сезонава треба да има 3 представника, а 2 од нив се екипите кои не добија лиценци за домашното првенство. Во второто по ранг регионално надпреварување би требало да играат МЗТ, ТФТ и Маџари, а токму ТФТ и Маџари засега немаат лиценци за настап во македонската елита, иако Маџари излезе со соопштение дека ги подмирило сите долгови кон федерацијата. АБА-2 лигата веќе ја направи жрепката за новата сезона, па познати си и групите и противниците на нашите екипи. Шампионот МЗТ Скопје ќе настапува во групата Ц, каде за противници ги доби Црногорската Сутјеска, српскиот тим Слобода од Ужице и словенечки Триглав Крањ. ТФТ ќе се надпреварува во групата Б, заедно со Слобода Тузла, Шенчур, Херцеговац
и Подгорица. Историски настап во регионалното надпреварување ќе има и Маđари, кој е сместен во групата А. Македонскиот тим ќе се соочи со Војводина, Борац Бања Лука и Морнар Барско Злато. Во групата Д уште се најдоа екипите на Златибор, Приморје, Цедевита Јуниор и Баскет Живинице. Останува да се види што ќе се случи на домашен терен, бидејќи би било повеќе од глупо екипи кои не играат во домашното првенство да ја представуваат Македонија во регионот. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец, температурата до 33 степен. Во петок, под влијание на влажен бранк, има повремени врнежи од дожд, локално пообилни, над 15 литри на метар квадратен. На места врнежите ќе бидат проследени со појава на грмежи и засилен ветер, а температурата значително ќе опадне. Во деновите од викендот ќе има ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. Во понеделник повторно се очекува локална појава на нестабилност. Временската прогноза беше последна информација во Дневникот. Благодарам за вниманието и одвоеното време ви посакувам секое добро.